Добро вечер, битолчани. Добро вечер, победничка Битола. Денес овај плоштад е претесен, преполнен, но не со луѓе кои од страв, под притисок или за дневница се дојдени тука. Денес нема автобуси од цела Македонија како пред една недела на митингот на ВМРО ДПМН. Тука се присутни битолчани, загрижени за иднината на своите деца, луѓе спремни за промени. И ајде, Талевски, снимајте, мерете, бројте и пребројте, анализирајте што ви се случи вечерва во Битола. Ако веќе сакаш да бркаш кападајлук, ќе ти кажам. Плоштадот треба да се шири и ќе се прошири. Ама нема ти да го шириш. Туку ние заедно со битолчани по 24 март. Почитувани сограѓани, ви благодарам што си од изминат период бевте заедно со нас. Ви благодарам што денеска сте тука, спремни на оваа тоталитарна власт, да и кажеме доста е. Доста е за криминалот и корупцијата, за здисаноста на ВМРО ДПМН. Драги битолчани, Битола е местото каде што сум се родил и израснал, каде сум ги стекнал моите најдобри другари. Градот каде за прв пат сум почувствувал и стреѓа, и радост, и болка, и тага. Тука го основав моето семејство. Битола ми е во душата и тука е моето место каде што сакам да живеам, да работам и да остарам. Битола е наш заеднички дом. Битола е град кој ние битолчани љубоморно го чуваме и со кој сме бескрајно горди. Но за жал, денес Битола е град без иднина и перспектива. Во изминатите 8 години Битола не беше во фокусот на оваа власт. Приоритет за Талевски и екипата беа нивните лични интереси. Во изминатите 8 години Битола го изгуби својот сјај. Стана град со уништена економија, рекордна сиромаштија, изумрена градска чаршија, место од каде младите интензивно се силуваат, а криминалот е во пораст. Општина, заборавена од владата на ВМРО ДПМН. Во изминатите 8 години од спортските успеси останаа само сеќавања. Битола е општина во долгови, со основни и средни училишта во кои учениците се смрзнуваат. Туризам во колапс, сообраќаен хаос и недостаток на паркинг простор. Почитувани сограѓани, со ваша помош ви гарантирам дека Битола никогаш повеќе нема да доживее ваков неуспешен период. Токму затоа, драги битолчани, време е за промени. Време е заеднички да се избориме за нашата иднина и на нашите поколенија да им оставиме општина во која вреди да се работи и живее, да се основа семејство и да се старее. Почитувани сограѓани, пред нас е најголемиот наш предизвик. Ве повикувам, заедно да изградиме европска и модерна Битола, гасифицирана по примерот на Струмица и Куманово, со нов генерален урбанистички план што ќе овозможи севкупен економски развој. Битола со нов, современ градски пазар, повеќенаменска сала за спортски, културни и музички настани, со обновен градски стадион под Тумбекафе, кој е заборавен од страна на актуелната власт, со 3 нови булевари,
нови улици и дополнителни 2000 паркинг места за решавање на сообраќајниот хаос. Општина каде условите за домашните и странските инвеститори се еднакви, со што ќе се отворат нови работни места. Битола со нови мостови на реката Драгор, Битола со намалена цена на водата која Талевски и ДПМНЕ ја покачија за над 100%. Битола со општински центар за развој на мали бизниси и бизнис едукација, со развиен туризам во подполистерските села и нов планинарски дом Копанки. Токму овие, драги битолчани, се само мал дел од изборната програма, која со задоволство можам да ја наречам наша, заедничка. Со ваша помош, со овие и уште со многу други проекти, мерки и решенија, од Битола ќе направиме поубаво место за живење. Јас имам визија, програма, план, решителност и енергија за поинаква Битола, за модерна Битола, место со кое ќе се гордее цела Македонија. Во последно време, градоначалникот во заминување Владимир Талевски и ДПМНЕ нешто ме спомнуваат, нешто им сметам, па делат навреди за мене, за моите најблиски соработници, за луѓето од Сојузот за иднината. Сакам многу јасно да им испратам неколку пораки. Талевски, на сите твои слуги, директорчина, полтрони им порачувам да не ве лажи умот да продолжите да ги уценувате и заплашувате вработените во јавните предпријатија, да ги терате да прават гласачки списоци, затоа што ве знаеме и кои сте и што правите, и ви тврдам дека по 24 март ќе се соочите со лицето на правдата. Талевски, уште еднаш, исто како на митингот во септември минатата година, јавно ти порачувам. Прва работа после 24 март ќе биде и ревизија на твоето 8-годишно работење, но и ревизија на сите злоупотреби направени за време на оваа предизборна кампања. И Талевски, бидејќи бегаш од дебати, јавно те повикувам на телевизиски дуел. Кога сакаш и каде сакаш, па да расчистиме. И за мојот мандат, и за твојот градоначалнички, и за проектите мои, и за 8 години твои, и за мене, и за Бранко, и за тебе, и за Грујо. Па битолчани сами нека ценат и нека одлучат. Почитувани битолчани, не може Битола повеќе да биде заробена, окупирана, девалвирана, да се живее во страв. Ја барам вашата поддршка за силна и просперитетна Битола. Ќе бидам градоначалник на сите битолчани, независно кој за кого гласа и во што верува. Имам програма и визија, но и квалитетен тим. Тим од луѓе честни, луѓе домакини, експерти во својата област, почитувани во својата средина. Затоа, иднината ја бараме сега, одлуката ја носиме сега. Време е за промени во Битола. Време е Битола да биде економски развиен град, туристички град. Време е Битола да биде спортски град. Време е Битола да биде почитувана. Време е Битола да победи не само за Битола, туку за цела Македонија. И ве повикувам. Ајде сите заедно да започнеме неуморно да ја градиме нашата иднина за нашата Битола. Иднината сега време е! Во Македонија